И од темата со монографијата за танец се селиме на една убава монографија тема, монографија што зборува. Нашиот гостин Јован Мазгански имено направи монографија за големиот маестро со светска слава Ванчо Чавдарски. Добро утро, господин Јован. Уште еднаш добро утро ули и за тебе. Јас верувам дека малку ќе бидат минутите да се зборува за Ванчо Чавдарски. Повелете. Секако, станува збор за човек со светско културно значење, човек кој што не само во нашата земја се цени и надвор од границите на Македонија. 20 минути се премалку за разговор, меѓутоа срекни сме што ете во утринската на Алфа ќе дадеме мал придоне за да покажеме големината на овој голем човек. Добро утро, господин Јован. Добро. Јас сум Јован Мазгански. Дипломиран физичар, иначе не сум во музиката. Меѓутоа, сме родени со Чавдарски во исто место, Владимирово Малешевско. И пред 5-6 години, се можда има 8 веќе, правевме нека одаја за селото, каде што има доста артефакти собиравме, ја не правевме тамо, од Чавдарски нема ништо. Тоа е жалосно. Тогаш решив, викам, дај нешто да најдеме. Ми кажа дека сестра му е жива, постара од него доста. Ја најдов, разговарав 3-4 пати отидов. Жената беше многу љубезна, ми даде многу материјали да ги скенирав, ми кажа за детството. Така, дел од работите се и во оваа монографија? Да. Така и започна изработката на монографијата. И така да на некој начин однезе и она што јас го имав со него неколку средби и тоа што сум слушал, напишав книга околу 100 и нешто страници. Па кога потоа ми кажа дека во архивата, Државниот архив на Македонија, он оставил документација 9 кутии големи, тоа се сигурно 2,5 метра, со сите документи о што ги правил. Тука се исечоци од вестици што било уште кога почнал со работа. Па понатаму награди, плакати, некои, сето тоа. Сето тоа го собрал и го оставил во архивот на Македонија? Се во архив и го оставил на Државниот архив во Македонија. Како да знаел дека никогаш ќе се работи на делото за него? За жал не беше ништо обработено, ми го дадаа така необработен, јако од 2002 е однесен таму, се уште необработен, меѓутоа цел месец ги вртев лисијата, де на англиски, де на италијански, де на француски, на германски. Еве и дел од тие исечоци, фотографии што вие сте ги собрале, ги гледаме и на екранот во моментов. Ова е господинот Чавдарски со Васил Атанасов, пријатели се. Он е рецензент на книгата. И скенирав доста работи, одбрав тоа што треба, барем она што можам, англиски по нешто разбирам, руски по нешто разбирам, другите југословенските не е проблем. Меѓутоа, да речеме, германски, италијански, шпански и не разбирам, корејски уште помалку. А што откривте во целата кутија од многу работи за Чавдарски? Што откривте што не било познато? Па прво имаше само една книга од прилика толку, сите светски музички, да не ги речам звезди или така, познати музичари, каде што има за нив, за секој по нешто, каде, на која адреса може да се најде, што работел, сосема кратки тоа извештај и него го има во таа книга, како светски музичари. Ова е Владимирово? Тоа е Владимирово, да, дел од Владимирово. Вашето родно место и родното место на Чавдарски. Да. Зошто е толку големо неговото име во музичкиот свет? Молам? Зошто е толку големо името на Чавдарски во музичкиот свет? Па затоа што прво, уште како млад, кога во Македонија дошол да работи 62-3 година, се имало такмичење на светски диригенти во Ливерпул,
не знам колку имало, стотина што се пријавиле, он добил втора награда. И веќе тоа му била како поттик, оди на специализација во Америка го праќаат, нашите од Македонија, таму останува година дена, се враќа тука, формира оркестри, на операта е директор и така натаму, пратеник би во тоа време и на некој начин веќе го раздвижува музичкиот живот во Македонија. Посебно беше неговата иницијатива и тоа го работеше Музичка младина. За неја работеше. И јас во тоа време бев професор во Ѓорче Петров. Довеќе еднаш, мене не ме знае, сестрите мои ги знае заради тоа што разлика во годините. Немаше, кај директорот бил, не бил директорот, дојде во наставничка канцеларија, се представив јас, добро, и ги знам сестрите, таткови, мајкави и така натаму. И сега колешките ни криви ни долно, Ванчо, кога ќе ни свириш? И јас очекувам нешто да каже. Кога сакат. Имате ли физкултурна сала? Имаме. Ќе ми дозволите во идниот петок да дојдеме и со оркестарот да пробаме. Одам за Европа, гостувам, турнеја правам во Европа, овде да направиме генерална проба. И многу интересно е тоа веќе дојде и директорот меѓу време, се договоривме, он одговорен бил за нашата гимназија и објавивме во училиштето и сите почнаа знаеш ученици, леле, кој ќе слуша, дзигу-вигу, пошто треба да стојат во физкултурна сала и така. Но, кога започна да... Да. И таму вамо, и сега да не должам многу, директорот ни рече сите, вика, класните со своите ученици да бидат, да не избегат, ќе се избегат таму. Кога почна, немаше гласче да се пушти. На крајот кога заврши со аплауз, леле професоре, ама убаво било. Така е. Сакам да кажам ти не знаеле што треба што ќе очекуваното беше сосема поинаку, многу подобро. И кога има добра музика, секој ја разбира. Општо познато е дека ние не знаеме да се ги цениме звездите додека ни се живи и големината нивна. Дури откако ќе ги изгубиме, сваќаме што сме имале како наследство. Чавдарски има оставено многу за Македонија, но тој е ценет и во Австралија, во Белград. Што таму, како таму го представуваат? А многумина претпоставувам Македонија не знаат кој е. Ќе ви кажам само во новинарите. Никогаш оркестарот не звучел така како сега со диригентот и директор Ванчо Чавдарски. Во Сиднејската опера исто така диригирал, во Брисбејн таму и неговата фамилија е. Во Кореја останува како професор овде и пишува во писмото едно дека тоа пред неговата кариера е стварно голем и професор и диригент во Пусан во Јужна Кореја. Лета, стално лета, во едно писмо пишува: сега сум во Белгија, па треба да идам во Англија утрото. Да, прочитав некое писмо на сестрата кога тука ги имате изворно дадени. Да, има изворни дадено доста. Типичен малешевски дијалект. Точно, не погрешил ни едно зборче да го погреши не малешевско, заради тоа што века мене ми е срам јас со мојата сестра да зборувам, иако во еден напис во Австралија кажува пред да иде во Кореја дека течно зборува 8 светски јазици. Браво. Драга Дотка. Да. Јас не сакав, вие ги имате и на кирилично напишен. Јас ги пречукав тие, точно, али дијалектот не преведено, него такчно како он што кажа. Така, и јас сакав изворно да ги читам, тоа ми е убавината во монографиите, кога изворно ги има документите, а вие имате и како оставено многу материјали тука во монографијата. А исто така, на последните страници, јас велам, им го олеснувате студентскиот пат на оние кои што ќе студираат музичка уметност, бидејќи ќе дознаат за ова големо диригентско име
токму преку оваа монографија и тука беа тие некои линкови каде што можат да кликнат и да... Да. Каде беа? За среќа, ова дигитализирани се материјалите на написите од 60-тите години кога овде работел, од Вечер Нова Македонија и така натаму, ги најдов. И сега, ако на тоа црно поленце, тамо што го гледа сега на камерите, се кликне, се отвара целиот напис. Така. Од Нова Македонија или било тоа. Така да, за истражувачите, ова е добре дошло. Ако треба, ќе го направиме тоа со едно CD внатре ќе ставиме, кој ако се продава, да си некој земе CD и во тој случај веќе нема никакви проблеми, само преку CD-то се може да добие. Бил навистина темпераментно момче и навистина живо, уште од мали години, на 4 годишна возраст останува без мајка, за жал, и го доизраснува неговиот дедо. Меѓутоа, сакал уште од толкава возраст да свири на инструменти. Како ги молел соселаните ете таму во Владимирово да... Кажувањата на сестра му има овде. Тогаш кога веќе бугарско кога дошло се сменило меѓу време 41 година, некои имале роднини од Бугарија, па му доле некоја стара армоника, мала армоника. За 3 дена рече скоро песна немаше што не знае да свири на армоника. Така. Овде кажува дека он прв пат клавир видел на кога дошол во учителска школа во Скопје и прва година си дошол како и сите другарчиња од Владимиро во учителска школа. Меѓутоа професорите одма го виделе талент, го одвел во музичкото школа, ова дете мора да учи музика. Ја завршило паралелни учителската и средната, односно нижата која била тамо музика. И потоа оди во Загреб, па оди во Белград, конзерваториумот да го завршува. Го завршува пред време, со одличен успех. Професорот тамо, што бил главниот, му препорачува да иде во Германија, осо негова препорака. Во Германија го тестирале, па вика, зошто ме тестират кога јас сум со препорака одличен? Го тестирале, малце се дури вика наљутил. Да, а што кажала комисијата, баш ме интересира. Комисијата, меѓутоа го примиле и кажува дека таков студент во Белград, а и овие во Германија, ретко виделе таков талент. Така. Ве забележувам дека зборувате за него со посебна емоција зборувате. Сигурно и вие многу научивте. Да. Преку неговата монографија и преку целава оваа работа на монографијата за Чадарски. Доста научив. Прво, он е голем патриот. Што е најбитно, на комеморацијата бев кога после неговата смрт и кажа дека не поминува концерт, каде што не е опера, нормално една единствена тема, повеќе има музички точки, да вметне некој македонец. Од, да речеме, Тома Прошев, Властимир Николовски и така натаму, тие што биле од озбилната музика, секојаш нивни дела во Австралија, ли било во Венецуела, ли било кај што работел секаде, он вметнувал или македонски или југословенски. Знаел да ги цени. За да ги корените промовира. За Тома Прошев, прастарата земја, ја емитувала целата австралиска мрежа на телевизии, подготвена од него. Кога бил земјотресот во Црна Гора, организирал тамо бесплатно донаторска, да речеме, концерт, во кој што сите пари што биле спечалени ги пратил во Црна Гора. Така. Значи, човек кој што бил голем патриот и сака да каже, јас сум прво вика македонец, па и југословен тогаш, Југославија, вишта, али вика и граѓанин на светот. Али Македонија ми останала и во интервјуата, овде што ги има интервјуа, доста има, и написи и после неговата смрт, ќе се прочита дека јас сакам да ја завршам мојата кариера во Скопје. 90-тите години дури и дојде малце,
И така беше, ја заврши тука кај нас? Беше тука. Одеднаш отиде, зошто причината не ја знам точно, напушти и отиде во Јужна Кореја како професор на тамошниот конзерваториум. Ова е работната верзија на монографијата за Ванчо Чавдарски. Меѓутоа, се уште не е испечатена. Чекаме на кликот од Министерството. Да. Поднесено е барање, се надевам дека ќе дозволат и што е најбитно, морам да кажам тоа, од во Владимирово пред неполна година имаше некоја сала која што беше запустена, киносала, во културниот дом во Владимирово, па ја адаптира и лани имаше фестивал што го организира Горан Алачки и сега ја крстија баш со името Ванчо Чавдарски. Овде се покрени иницијативи, има иницијативен одбор и во Скопје да се крсти некој музички објект со името на Ванчо Чавдарски. Морам да кажам овде, дека за спортистите, посебно Милошевски и така натаму, кои што не се многу афирмирани светски, него биле наши. Со право, или Бојаджи, или така натаму Буштур, со право нешто ќе најдат да крстат за спомен на истакнати спортисти. Музичарите, за жал, ништо, посебно он, дали е љубомора, дали не знам што, сега има формирана комисија на чело со Васил Атанасов, он ја тоа брка, да најдеме и во Скопје да се направи или спомен соба, па дури и спомен соба и некоја сала музичка да се крсти со неговото име, како што е секаде во светот. Ватрослав Лисински секогаш го кажуват во Загреб, се слушало за него, заради тоа што е композитор. Затоа јас велам, треба да се ги цениме, затоа што ете го ценат во Австралија, го ценат во Загреб, го ценат во Белград. Треба и ние да го научиме ова име и многу други имиња кои што оставиле белек во нашата културна. Па ако оставил белек во Австралија, во Кореја, во Белград посебно, во Загреб кога одишол да гостува, новинарите, еден исти настан кој што се он уфрлил како диригент, со одушевување гледаат и баш пишува тамо во еден напис. Овакови кој njega могу се набројат и на прстима едне руке. Така е. Што значи ценет, преценет, освен во Македонија. За жал, во операта отидов, Милка Ефтимова ме препорача кога јаги би да ми дадат само една програма на едно ливче и ништо повеќе нема. Во Белград, вика, најмногу снимки што има е од Чавдарски, што работеше со... Да може? Да, во Белград да може да... Барав звучни снимки. И ги најдов кои он ги снимил во Австралија, најмногу во Австралија и во Белград ги снимил и кажува, таа се чува во архивот на Јапонија, на Австралија, на Америка, на Канада, на Белград, во Скопје нема. За жал. Забележувам повторна емоција кај вас, да може во една реченица да е сега жив, што би му рекле? Што би му кажале? Па би му кажал прво браво заради тоа што целокупната негова документација, личниот архив, го оставил во архивот на Република Македонија. Друго би му кажал браво заради тоа што е голем патриот. Благодарам заради тоа што ја прослави Македонија, меѓутоа жалам заради тоа што не доби соодветно место во македонската музика, освен некои критичари кои ќе речат звездата која што се појави тогаш, нема нешто конкретно направено. Ви благодарам. Јас ке ви кажам благодарам за монографијата и верувам дека ќе излезе наскоро и во испечатена верзија.